Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите, следува пресконференцијата на министерот за информатичко општество и администрација Дамјан Манчевски и министерот за здравство Венко Филипче. На денешната пресконференција ќе се презентира апликацијата Стоп Корона. Прво ќе ви се обрати министерот Манчевски. Повеле министре. Благодарам. Почитувани граѓани, апликацијата Стоп Корона од денеска и официјално е достапна на вашите мобилни уреди. Станува збор за мобилна апликација изработена според најдобрите светски практики, наменета за откривање на близок контакт со потенцијално заразени лица. Оваа апликација е значајна затоа што дава брз одговор на здравствените експерти со кои лица бил заразениот во близина во последните 14 дена. Помага да се информираат потенцијално инфицираните лица, за да им се дадат насоки за самоизолација, тестирање или лекување. Представува надополнување на мерките на Министерството за здравство за детекција на контактите на заболените лица со помош на технологијата, особено сега во услови на зголемен број на заболени. Помага за растеретувањето на здравствените работници во поглед на анкетирањето со контактите на заболените. И нормално го спречува ширењето на коронавирусот. Од друга страна, оваа апликација е важна и за самите корисници на апликацијата затоа што информира за можна изложеност на вирусот. Ни помага да го заштитиме нашето здравје и здравјето на нашите најблиски. Покажува исто така дека сме солидарни во борбата со вирусот. Побрзо се спречува ланецот на ширење на вирусот. За да ја постигне апликацијата својата цел, потребна е незина масовна употреба од страна на сите граѓани. Апелирам до сите граѓани што помасовно да ја симнат оваа апликација. Дополнително, важно е исто така да ја симнат веднаш. Со помош на апликацијата, сите даваме личен придонес во колективната борба со оваа наша заедничка здравствена опасност. Со апликацијата им помагаме и на здравствените работници, кои секој ден се на првата линија на борбата. При изработката на оваа апликација најважно ни беше да ја гарантираме безбедноста и заштитата на податоците. Таа да биде едноставна за користење и пред се да им помогне на епидемиолозите во процесот на анкетираните лица кои што се позитивни со вирусот COVID-19. Одговорно тврдиме дека апликацијата гарантира целосна заштита на приватноста. Таа во никој случај не ги следи контактите, не користи локација, ниту име и презиме на оние кои што ја користат апликацијата. Функционира на принцип на анонимизирани кодови, односно шифри, кои се генерираат за секој граѓанин при незиното активирање. Доколку два мобилни уреди со инсталирана апликација се најдат во меѓусебна близина, во апликациите се евидентира кодот на апликацијата која е во нашата близина и времето кога тоа се остварило. Единствен податок што го бара апликацијата е мобилниот број на корисникот. Корисникот е потребно да доброволно го внесе својот мобилен број за да ја активира апликацијата. Корисникот го потврдува својот мобилен број со внес на SMS код кој што ќе биде испратен на вашиот мобилен телефон. Овој податок се евидентира на безбеден сервер на Министерството за здравство. И ниту еден друг корисник нема пристап до мобилните броеви, ниту пак некаде се чува податокот за сопственикот на бројот. Дополнително, оваа апликација функционира на доброволна база. Односно, единствено во случај кога корисник на апликацијата ќе добие резултати дека е позитивен на COVID-19, може доброволно да ги прати податоците од својата апликација до Министерството за здравство. Со избор на соодветната акција од апликацијата прати податоци. На корисниците на Android оперативниот систем, при активирање на Bluetooth-от, ќе им биде побарано и да ја активираат локацијата, односно GPS-от, како услов за овозможување на Bluetooth Low Energy конекција. Ова е редовна процедура секогаш при активирање на Bluetooth, но Стоп Корона, напоменувам, не користи податоци за локација во ниту еден случај. Местото на среќавање на мобилните уреди воопшто не е битно. Важно е пренесувањето на вирусот од едно на друго лице и само дека апликациите кои што биле во одредена близина и во одредено време ни се важни да ги знаеме. Локацијата никаде не се бележи и никој не може да ја знае.
Агенцијата за заштита на личните податоци исто така даде позитивно мислење дека апликацијата не користи лични податоци и е целосно безбедна за користење. За да инсталирате оваа апликација, потребни се неколку чекори. Прво, се регистрирате преку внесување на вашиот мобилен број. Го внесувате кодот кој што ќе го добиете на SMS порака. И го вклучувате Bluetooth-от секогаш кога сте во движење надвор од вашиот дом. Испраќате податоци само и единствено доколку сте биле тестиран дека сте позитивен на коронавирус. За граѓаните дополнително да бидат сигурни дека можат да веруваат на апликацијата, во наредните неколку денови тим на независни експерти од оваа област ќе имаат пристап до сорс кодот на апликацијата, пошто ќе дадат и свој став и извештај до јавноста за начинот на кој што функционира Стоп Корона. Што се однесува на тоа како Стоп Корона е полезна за епидемиолозите и за здравствените работници, подетално ќе објасни министерот за здравство. На крај сакам уште еднаш да ве повикам да се заштити се и себе си и своите најблиски. Активирајте ја Стоп Корона и помогнете заедно да го победиме вирусот. Апликацијата од вчера е достапна во сторовите на Google и Apple и само за еден ден, без никаква официјална најава, денес веќе имаат активирано повеќе од 5000 корисници. Дозволете и на крајот во оваа прилика да се заблагодарам и на компанијата Nexsense, која што ја донира оваа апликација на Министерството за здравство и една од редицата на наши македонски приватни компании кои што помагаат во борбата со вирусот. Благодарам. Благодарам, министре. Сега ќе се обрати министерот за здравство, Венко Филипче. Повеле, министре. Благодарам, почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани. Најпрво сакам да изразам благодарност до министерот Манчевски и неговиот тим, компанијата Nexsense, кои што интензивно во изминатиот период работеа на изготвување на оваа апликација. Апликација која што значено ќе олесни работата на епидемиолозите во утврдување на примарните, односно секундарни контакти на заразените лица. Ние сме во фаза во која што го очекуваме пикот на бројот на заболени, значи фаза во која што се уште идентификуваме активно заболени лица и сите нивни примарни контакти ги ставаме во самоизолација. Тоа е еден од начините да се спречи ширењето на инфекцијата, а оваа апликација значено ќе олесни работата на епидемиолозите заради тоа што на некој начин ќе ја замени работата на прашалникот по кој што работат и со оваа алатка многу лесно ќе се стигне до сите примарни контакти, дури и за тие за кои што можеби заболените во тој момент не се свесни. Значи, очекуваме да имаме дополнително поголем број на лица како примарни контакти кои што ќе произлезат од оваа апликација, која што ќе ја даунлодираат сите на своите мобилни уреди. Ние сме во фаза на пречекување на пикот на болеста, на епидемијата, меѓутоа оваа состојба нема да заврши сега. Целта е да се амортизира ударот кон здравствениот систем за да може бројот на пациенти кои што сега се диагностицира да биде примен, хоспитализиран во болничките установи. Во повеќе земји веќе се размислува во таа насока и ние размислувавме како ќе се поставиме и како ќе функционираме и после овој првичен пик на болеста ќе не чека интензивна работа практично до крајот на годината, можеби на почетокот на следната година се до стекнување на одреден колективен имунитет или до пронаоѓањето на вакцината. У целиот овој период кој што е пред нас и користиме сите можности и алатки, ова е една од најголемите придобивки у нашиот систем за идентификување на сите примарни контакти на заболените. Ние веќе у периодов кој што е пред нас планираме да направиме еден скрининг, за што ќе информирам подетално во пресконференцијата која што ќе следи во врска со заболените од коронавирусот во областа на Дебар, со оглед на тоа што овде веќе се запре на некој начин епидемијата, нема нови диагностицирани и веќе сме во фаза во која што ќе може да се евалуира имунитетот кој што го стекнало населението тука. Овие нови алатки, овие нови методи не ставаат како една од ретките земји не само во регионот, туку и во Европа, нешто што многу поразвиени земји од нас веќе го користат и ги осетија придобивките и сметам дека значено ќе се олесни работата на епидемиолозите, сметам дека значено ќе се придонесе
кон тоа да се откријат дури и непознатите или несвесно направените контакти, а со тоа за многу пократко време да се стави крај на епидемијата во нашата земја. Благодарам. Благодарам, министре. Следува обраќањето на директорот Васко Кроневски, директор на Nexsense, кој ќе го презентира апликацијата. Повели директор. Почитувани министри, почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани. Соочени сме со вонредни околности предизвикани од ширењето на вирусот корона и сите ние се наоѓаме во некој различно секојдневие од кое што бевме до пред неколку недели. Затоа поддршката од секој од нас во справувањето со последиците од кои што настанале од доаѓањето на коронавирусот и прогласувањето на вонредната состојба од големо значење. Уште само неколку дена од кога беше прогласена вонредната состојба, ние решивме да ги мобилизираме сите наши креативни и развојни потенцијали и да видиме какви све решенија можеме да изнајдеме за да дадеме некаква поддршка кон заедницата, кон Министерството за здравство и кон државата во целост. Затоа денеска стигнавме до моментот кога можеме да ја презентираме Стоп Корона апликацијата, која што беше донирана кон Министерството за здравство, како алатка со која што може да се олесни следењето на примерните контакти кај заболените лица од коронавирусот. До идејата за оваа апликација дојдовме, како што кажав, веднаш кога беше прогласена вонредната состојба и како резултат на огромен ентузијазам на вработените во Nexsense. Морам да го поздравам ентузијазмот, посветеноста, деноноќијата кои што ги поминаа во развојот на оваа апликација, се со цел да побрзо се стигне до резултат. Успеавме за неполни 10 дена да стигнеме до развојот на оваа апликација. Потоа следеше интензивна соработка со епидемиолози од Министерството за здравство, стручни лица од Министерството за информатичко општество, проверка дали се загрозени одредени граѓански права и така натаму, се до моментот кога вчера можам да кажам беа јавно објавени двете апликации на апликацијските сторови на Apple и на Google, односно за iOS телефони и за Android телефони. Драго ми е дека за многу кратко време, за помалку од еден ден и без некаква јавна објава, бројот на инсталирани апликации е навистина голем и сакам да поздравам и да мотивирам што е можно поголема инсталација кај сите граѓани, да им помогнеме на оние кои што не знаат да го направат сами, на нашите блиски, роднини, пријатели, комшии, да им помогнеме како да инсталираат и активираат оваа апликација, бидејќи успехот од сето од овој проект ќе зависи во најголема мера од масовноста на користењето на апликацијата, за да може да имаме точна евиденција на потенцијална изложеност до некој заразен од коронавирусот. Она што е многу битно да се нагласи во оваа апликација, при градбата на оваа апликација користевме многу светски искуства. Гледавме искуства од различни земји кои што први реагираа со градење на ваков тип на апликација, видовме многу различни искуства. Некои користат GPS протокол, некои користат Bluetooth протокол, некои прават идентификација на корисници, некои споделуваат податоци на сервер, некои чукуваат на самиот локален мобилен телефон од граѓанинот. Анализирајќи ги сите овие искуства, тргнавме од неколку основни предуслови во процесот на градење на апликацијата. Прво, дека сакаме да ги заштитиме примерно приватните податоци на корисникот. Што и да се случува во следењето на евентуалната изложеност, да тоа се чува на локалниот мобилен телефон на граѓанинот. И тоа да биде споделено исклучиво со негова согласност и по негова волја. Ке нагласам уште еднаш, не се користи следење на локација, туку се користи исклучиво Bluetooth протокол и тоа се користи low energy Bluetooth протокол кој што нема да ја троши вашата батерија во значителен обем. Можам да кажам дека за целодневно користење се троши минимално, само неколку проценти од вашата батерија, што сметам дека е само мал придонес наш кон справувањето со целата состојба. Успеавме на крајот да лансираме апликација која што се надевам дека ќе биде општо прифатена од сите нас и дека ќе помогне во справувањето со ширењето од коронавирусот. Остануваме посветени и понатаму да градиме и нови решенија за бизнис заедницата, за граѓаните со кои што ќе помогнеме да се олеснат последиците од вонредната состојба која што настана од појавувањето на вирусот. Ви благодарам на Министерството за информатичко општество, на Министерството за здравство и потврдувам дека сме тука да останеме и понатаму за поддршка. Благодарам. Благодарам, директоре. Имаме две прашања. Прво прашање, министре, на колку метри растојание ќе регистрира апликацијата? Прашањето од Слободен печат. Па добро, по консултација пред се со епидемиолозите и нивните потреби, калибрирана е апликацијата да ги регистрира контактите на 2 метра оддалеченост од меѓусебно помеѓу мобилните уреди, така што сега е така калибрирана, доколку има потреба, тоа ќе се менува пак во согласност со
тоа што ќе кажат здравствените работници. Имам уште едно прашање. Скопје денеска излезе од карантин, но контейнерите за ѓубре викендов се преполнија со отпад. Дали комуналните работници имат дозвола да работат и во текот на ноќта, пракса која може да се види во соседните земји? Прашањето е од Алсатем телевизија. Добро, мислам дека прв пат се сочивме со една ваква состојба сега за време на викендот и се работи за прв викенд кога сме под вакви мерки на забрана за движење. Сметам дека и сите се наоѓаме и прв пат ваква ситуација и навистина малку апелираме и на разбирање од страна на граѓаните. Инаку за појаснување за што се однесува за комуналните служби, но и до представниците на оние компании кои што пружаат најосновни услуги за граѓаните, како што се на телеком операторите и слични компании, кои што имаат потреба неочекувано и секојдневно да излегуваат на терен, не е надлежно да издава дозволи за движење Министерството за информатичко општество и администрација, туку се регулира на начин што тие самите вршат дојава до Министерството за внатрешни работи, значи на 192, и ги најавуваат нивните екипи што се наоѓаат на терен. Ова е пракса која што веќе функционира и во другите работни денови со други комунални предпријатија и со друг ваков тип на компании, така што Министерството за информатичко општество и администрација ниту издало, но ниту ќе издаде дозволи за движење на представниците на комунална хигиена. Мислам дека се работи за мала дезинформација. На друг начин се регулира ова движење и тоа впрочем и објавено на веб страната и на Министерството, и на коронавирус.gov.mk и на владата. Овие информации за кој каков тип на дозволи издава и кој под каков режим на движење се наоѓа се јавно достапни. Благодарам, министре. Почитувани, тука и крајот на ова пресконференција. За кратко следува редовната пресконференција на министерот за здравство, доктор Венко Филипче, кој ќе не информира со новите информации врска со состојбата со COVID-19. Тане COVID, нентамадиет. Почитувани, овде беше крајот на пресконференцијата. За малку следува и редовната пресконференција на министерот за здравство Венко Филипче, кој што ќе ги даде новите информации за COVID вирусот.